Кажете ми кога. Почитуван министер за здравство, господин Венко Филипче, почитувани представници на медиумите, почитувани пациенти, почитувани гости, здравствени работници. Чест ми е и задоволство да отворам денешната пресконференција каде што ќе ви ја соопштиме нашата убава вест после известно време и заедно да речам ќе прославиме. Добре дојдовте. Би сакала да ве информирам дека минатата недела Министерството за здравство објави тендер за набавка на лек за спинална мускулна атрофија. Станува збор за нов иновативен лек кој што е во вид на орален раствор, односно сируп, и се зема еднаш дневно и 4 нови пациенти ќе бидат ставени на оваа терапија. Само за подсетување, во 2019 година Министерството за здравство обезбеди терапија за, да речем, најризичната група на СМА пациенти, кои што се со најбрза прогресија и на тој начин спаси детски животи и ги зачува нивното здравје. Ние не продолживме да апелираме дека и возрастните пациенти, без разлика на побавната прогресија, имаат неопходност од започнување со терапија. Овие пациенти, иако стојат се уште, но едва ја се одржуваат на нозе, е многу важно да ја примат што побрзо терапијата и со тоа да се спречи инвалидизирање, односно заседнување во инвалидска количка. Така што можам слободно денес да речам дека Министерството спаси уште 4 лица од инвалидска количка, односно ги одржа на нозе. Воедно може да прогласиме дека практично во Македонија немаме веќе пациент со спинална мускулна атрофија без кој што не е покриен со терапија, заклучно со јуни 2021 година, и со тоа на некој начин, односно со тоа апсолутно влегуваме во една мала група на земји кои што има целосна покриеност на своите СМА пациенти без рестрикции, како една Германија, како една Франција. Затоа сме многу среќни и горди што сега веќе пациентите можат да се ослободат, да им се подобри квалитетот на живот, да нивните негуватели да се исто ослободат од она стега, заради тоа што со воведување на иновативни лекови ке СМА пациентите се спречува прогресијата и практично се зачува нивното здравје. А сите знаеме дека едно инвалидизирано лице, значи инвалидска количка која ќе видиме без разлика дали од сообраќајна несреќа или од СМА, изгледа страшно и тешко, животот е тежок и ако во сообраќајот треба да ставиме појас, на некој начин денеска ставивме појас на овие пациенти со тоа што започнуваат со терапија. Јас би апелирала во моментот би апелирала до Министерството за здравство набавката да се одвива најбрз, да заврши во најбрз законски можен рок, за што е можно побрзо да започнат со терапијата, а понатаму како здружение ќе продолжиме да разговараме и со Министерството и со Комисијата за ретки болести, за тоа да овие пациенти со спинална мускулна атрофија кои што се соочуваат со брза прогресија да може што е можно побрзо да процесираат со регистрација, со одобрување и со набавка на терапии за нив, да не ја чекаат следната набавка, туку тоа да оди малку побрзо, бидејќи знаеме дека во светот на СМА секој ден е изгубен неврон неповратно. Но сега да прославиме, јас би сакала да изразам огромна благодарност до министерот за здравство, доктор Венко Филипче, на Министерството за здравство, на членовите на Комисијата за ретки болести, на доктор Иван Барбов, нивниот матичен невролог, директорот на клиниката за неврологија, и на сите останати инволвирани лица во овој огромен успех за пациентите со спинална мускулна атрофија во нашата земја. Сведоци сме дека со партнерска соработка и одлична комуникација со научната јавност и со здравствените власти, заедно можеме да направиме значителен напредок во пристап до иновативни терапии и да ја
трансформираме негата и животот на пациентите. Јас не би должела повеќе, само ќе замолам за кратко би сакала да му врачиме во име на пациентите со СМ и од Сдруженијето, благодарница на доктор Венко Филипче за посветеноста и за неизмерната поддршка и би го поканила да се обрати на јавноста. Ова е. Благодарам за честа. Благодарам на сите за присуството, представници на Сдруженијата за ретки болести, на Сојузот на Сдруженија за ретки болести, колеги од клиниката за неврологија, доктор Барбов и докторка Цветковска, секако представници на медиумите. Најпрво би сакал да кажам дека е навистина големо задоволство да се одбележи на овој начин една успешна соработка, еден инклузивен процес во кој што го слушаме гласот на пациентите, нивните потреби и секако ги пратиме сите трендови во светот што се однесуваат на нова терапија. Мислам дека сме рамо до рамо со сите развиени земји во Европа и во светот кога станува збор за иновативната терапија. Нема пациент со спинална мускулна атрофија и деца и возрастни кои што во овој момент нема соодветна терапија или барем нема отпочната постапка и терапијата наскоро ќе биде во нашата земја. Истовремено нема пациент со ретка болест за кој што нема соодветна терапија. Има една група на пациенти кои што заради постапките и така натаму заради временските законски рокови се чека некое време, меѓутоа лековите следната недела ќе бидат во земјата тој лек Калидеко кој што е повторно една иновативна терапија и кој што имаше огромен ефект и тоа го видовме и беше потврдено од нашите експерти педиатри дека навистина тие деца треба да продолжат со таа терапија која што го ведовме пред 3 месеци. Сметам дека овој инклузивен начин на соработка во кој што го започнавме во 2017 година, тогаш со огромен број на барања, со огромен број на законски пречки да можеме да воведеме иновативна терапија, зашто процесите ги започнавме со измена на законот за лекови. Еве сега следи уште една, го согласуваме целосно со европското законодавство, зашто имаше и твининг проект со Европската унија. Следната недела тој закон ќе биде на седницата на влада. Со тоа што во сите процеси на креирање на политики кои што се однесуваат и решенија кои што допираат до оние на кои што најмногу им треба, а во конкретниот случај тоа се пациентите со ретки болести генерално, ние политиките ги носиме заедно со граѓанските здруженија, со здруженијата на токму тие пациенти, поради тоа што сакаме да ги слушнеме вистинските потреби и во исто време да вклучиме и науката, односно нашите експерти, да тие го кажат своето експертско мислење, кои се тие иновативни лекови кои што се потребни да се донесат за не само да се спаси некој човечки живот, туку и да се подобри квалитетот на живење. Да биде човек во инвалидска количка е терет, голем хендикеп за него самиот, за семејството и секако за општеството во целост. Со ова нова иновативна терапија имаме огромни шанси квалитетот на живот да се подобри, да тие постепено се вратат дури во нормалните своји функции. И тоа е нешто во што сме сигурни дека ќе продолжиме и понатаму да инвестираме. Верувам дека овој начин на соработка ќе продолжи и понатаму, дека ќе ги разменуваме нашите ставови, знаења, експертизи, искуства кои што сите ние ги собираме од различни земји во светот, а се со цел да се подобри квалитетот на животот на нашите пациенти. Благодарам. Јас би го поканила доктор Иван Барбов, директор на клиниката за неврологија, да ни се обрати.
Почитван министр за здравство, доцент доктор Венко Филипче, почитувани представници на медиумите, на фамилиите на пациентите со спинална мускулна атрофија, граѓанските здруженија кои се бават со ова тематика. После неколку годишна, како да кажам, борба да се стигне до овој лек за кој денес одржуваме пресконференција, на крај се гледа светло на крајот од тунелот, значи лекот е близко до пациентите. Најголема заслуга за тоа сепак мора да кажам има министерот за здравство господин Венко Филипче заедно со Комисијата за ретки болести кои навистина најдоа сили и начини да ова терапија биде присутна. Ова што спомнав, борба неколку години за овој лек не беше борба само да се набави лекот, туку и да се подигне свесноста за ова многу ретко заболување. Знаеме до пред 3 години, кога немаше лек за спинална мускулна атрофија, сите овие болни беа дел од една голема група на невромускулни болести за кои нема лек и едноставно пациентите не беа видливи. Меѓутоа, науката брзо напредува и за кратко време, за рок од 2 години, се регистрира дули 3 лека за спинална мускулна атрофија, од кои познатата спинраза која примаат децата кај нас, 7 дечиња почна со терапија со спинраза, а во меѓувреме продолживме да бараме начини останатите пациенти да добиат терапија. Во тој период се зголеми многу и свесноста за ова заболување, за спиналната мускулна атрофија, за нејзината клиничка слика, присутноста, значи за тоа придонесоа како здравствените работници, така и граѓанските здруженија, како што е Здружењето за ретки болести, Здружењето Стоп СМА, исто така граѓанското здружење Ганглион кој одржа неколку предавања на лекарите за спинална мускулна атрофија и на тој начин се овозможи од една почетна бројка од 10 пациенти кои на почетокот беа во игра за терапијата за ретки болести, да достигне до една поголема бројка, мислам дека се 9 деца веќе со спинална мускулна атрофија кои се сите покриени со терапија и имаме 7 возрастни пациенти, адулти кои се во таа група за терапија со лекови за спинална мускулна атрофија. 20 пациенти веќе го примаат лекот Ризиплам преку програмата за милосрдие, додека за останатите 4 пациенти сега ќе се набави лек, така да сите 6 пациенти на кои има потребна терапија ќе почнат да го примаат овој лек. Инаку има уште еден пациент, тој е возрастен адултен со СМА тип 4 кој е над 60 години и кој е подвижен, освен лесна слабост, нема други симптоми и кој не е кандидат за било каква терапија. И со ова се заокружува сите пациенти кои се досега регистрирани да почнат со терапија за спинална мускулна атрофија. Мора да кажам дека не само лекот што ќе се добие, туку и ние како здравствени работници мора да бидеме спремни да го тој лек ординираме. Се работи за лек кој се добива во облик на прашок и тој лек потоа треба се раствори и да се дистрибуира на пациентите. За таа цел јас уште пред 8 месеци, кога почна 20 пациенти да примат терапија преку програмата за милосрдие, значи формирав еден тим од медицински сестри, од нашиот фармацевт, кои го примаат лекот, го раствараат и потоа им го дават на пациентите лекот готов за употреба. Тие неколку шишиња, околу 6 ги зимаат дома и секој ден во вид на сируп ја примаат терапијата. И они доаѓаат секој 2 месеца, терапијата се дава за 2 месеца и секој 2 месеца доаѓа да ја подигна терапијата кога ние правиме еден вид контролен преглед како овие пациенти. Сега бројот ќе се зголеми уште 4, значи ќе бидат скупно 6 пациенти и заради тоа јас мора да формирам еден мултидисциплинарен тим од лекари кои ќе водат грижа за овие болни. Тука мора, значи, пациентот да го види невролог, понатаму лекар од Институтот за физикална терапија, тука мора да се заблагодарам на доктор Билјана Митреска, кој за првите 2 пациенти ги направи функционалните тестови за моторна сила. Тоа е многу важно да направи на почетокот за понатаму да се следи ефектот на лекот, така да со нејзина соработка ќе направиме проценка на моторичките способности на овие 4 пациенти.
Во тимот исто така има ортопед, бидејќи пациентите има тешки оштетувања на рветниот столб, кифосколиози. Има лекар од клиниката за пулмологија за проценка на респираторната функција и лекар од клиниката гастроентерохепатологија за исхраната на овие пациенти, веројатно и нутриционист, психолог. И целта е овој тим да функционира како една целина, кога пациентот ќе дојде првично за терапија или после 2 месеца, ние ќе формираме една вид амбуланта за спинална мускулна атрофија и кога ќе дојде пациентот да го земе лекот, во тој момент да биде прегледан од сите лекари од тимот и на тој начин најбрзо и најефикасно да се направи еден контролен преглед за пациентот, бидејќи лекот ќе дојде, меѓутоа треба се следат несаканите ефекти на лекот, дали има подобрување, нели за тоа подобрување ќе треба да почекаме неколку години, можеби. Меѓутоа мора пациентите континуирано да се следат, не само да им се даде терапија, туку да има една континуирана контрола од овој мултидисциплинарен тим кој ние веќе го формиравме и ги знаеме имињата на сите лекари кои ќе бидат со него. Така да се надевам со овој почетен момент, ова голема радост за сите нас, а најмногу за пациентите, нели дека лекот ќе стигне, ќе им се подобри животот на овие пациенти, а ние како здравствени работници мора да бидеме спремни, нели, тоа да го реализираме. Тоа би било од мене, уште еднаш да ви се заблагодарам на сите. Благодарам, докторе. Ви благодарам, јас би ја поканила и представничката од Комисијата за ретки болести, доктор Драгана Петровска-Цветковска. Повелете. Добро утро, добар ден и од мене. Добро утро до ретките, добро утро до министерот за здравство, до Паладиница, многу на поканата што ме поканивте и мене како ете дел од битните карики во донесувањето на терапијата за пациенти со спинална мускулна атрофија. Денес е навистина голем ден за пациентите со тип 2 на спинална мускулна атрофија, адултни пациенти, пациенти кои што ете не се толку инвалидни и тешки како пациентите што се со тип 1, тоест кај дечињата, меѓутоа секако пациенти кои што со текот на времето во колку ја немаат терапијата ќе станат тешки инвалиди, зависни секако од помош и грижа како од семејството, така и од старателите во колку се грижат за нив. Навистина многу се кажа, јас не би говорела, не би додавала многу, би кажала само тоа дека успехот секогаш се должи во колку постои една соработка, едно надополнување и една одлична комуникација меѓу сите битни карики кои што се неопходни за да се добие терапијата. На прво место секако тоа се Сдруженијата за ретки болести, потоа секако сме ние како Комисија за ретки болести кои што работиме согласно правилниците. Правилниците се познати, јасни, објавени. Навистина не можеме да отстапуваме надвор од рамките на работата на правилниците и тука секако е еден огромен професионален тим кој што работи при Министерството за здравство и Министерот за здравство, секако без чија што помош навистина ништо не може да се заврши. Јас не би должала тука повеќе, ви се заблагодарувам на поканата и секако би нагласила дека последниве години навистина имаме голем успех, особено кај пациентите со невролошки болести. И повторно ќе кажам, тоа се должи токму на таа одлична соработка и комуникација која што мислам во минатото не беше толку на завидно ниво. Ви благодарам. Јас ви благодарам на вашето присуство, ве поканувам и да се освежите и да поразговараме доколку имате време, да останете на малата прослава која што можевме да организираме за кратко време.